Шеста епизода на Next Gen Successes. Моето име е Георги Докузов. Во претходната епизода имавме една успешна приказна од Академијата за човечки ресурси преку студентката Бојана, а денес за гости имаме еден предавач на истата таа Академија за човечки ресурси. Со мене денес е Давор Дабески. Давор, здраво. Како си? Здраво, Георги. Одлично, супер. Баш ми е големо задоволство што сум тука на подкастот и се надевам дека ќе има корисни работи за сите. Така, фала ти што дојде. Аријана, која го спремаше концептот за овој подкаст, ми представи дека ти си всушност, тоест дека твојата кариера, некој си 10 години последни во секторот на регрутација, исто така си еден од топ-рейтед фриленсери во Македонија, па сакам да те навратам од таму каде се најде во таа бранша или како и да ја наречеме на регрутација, па после да ја отвориме повеќе темата. Со тебе надвор спомнав дека човечки ресурси за мене беше првично онака малце чудна академија пред да дојде Бојана во претходната епизода, па малце да ја разглавиме таа тема. Така. Денес со тебе уште повеќе ќе влеземе малце по deep insight. Па иде како тебе кариерата те наведе баш во таа бранша, во тој сектор? Супер, мислам дека е одличен почеток. Јас пред некои си 10 години, баш после моето завршување на факултет, би рекол дека случајно влегов во оваа бранша на регрутација и човечки ресурси, но сепак одлуката да останам беше моја. Мислам, јас по природа генерално сум некој кој што е логичар, математичар, сум сакал цел живот компјутери, ама кога се запознав со доменот на човечки ресурси, нели, ти си човекот кој што се грижи сите други да може да работат како што треба една компанија, нели. Сите механизми да се окей, тоа е генерално улогата некој што работи од човечки ресурси. Сега, ако зборуваме само и за регрутација, тоа ти е генерално некој кој што се специализира за да се пополнат отворени позиции во една компанија. Така да, после мојот почеток во првата компанија, донесов одлука дека работата со луѓе, секојдневна комуникација ми носи големо задоволство и си останав, скоро 10 години. Имам работено и со македонски компании, и со компании од САД, од Холандија, од Германија. Така, може да отвориме и таа страна како некоја вакво лепенка во твојата кариера, таа некоја фриленс кариера која имаш паралелно започнато баш во тој сектор. Па ајде може пред да те прашам за твоите почетоци во Creative Hub, запознавањето со рејаниот приказната што ја правите таму. Ајде на кратко се е околу таа фриленс приказна, како реши да останеш, како изгледа тоа, па после може ќе видиме колку ќе ни дозволи времето да Мојата фриленс приказна е стварно интересна, мислам, и кога би му препорачувал на било кој да започне со фриленс, би рекол да почне со ментор. Сега луѓето ќе речат дека не е толку лесно да се најде ментор. Дефинитивно не е, но е возможно. Види, немој да ме сватиш погрешно, дека не е возможно некој сам да научи преку YouTube видеа, преку едуцирање, дефинитивно, но со некој ментор кој што ќе може да те води, дефинитивно е полесно и побрзо. Сега, кога зборуваме дали Upwork, дали Fiverr, дали фриленсер, било каде, ментор може да најдеш генерално секаде. Доколку си заинтересиран, јас Давор, пример, сум заинтересиран да започнам кариера во човечки ресурси и на LinkedIn, пример, како платформа, гледам некој кој што работи фриленс. Јас може на тој човек да напишам порака, пример, здраво, Георги, јас сакам да ти бидам, нели, како практикант, ако може да ми дадеш некој проект, да ти помагам, така ќе стекнеш искуство. Така беше и до некаде мојот почеток, мислам, се споив со некој кој што ми беше ментор, би рекол до некаде, во тој фриленс свет, мислам, немој да мислите дека мојот прв проект започна со огромни пари, мислам, започна со некој си $3,5 на час, ама тоа е доволно за почеток, пошто, мислам, имав и среќа да започнам и на некаква саатница, ама уште подобро беше искуството, што се поврзав со некакви си клиенти за да може да соберам нивни забелешки и да продолжам понатаму во мојот фриленс. Сега како одиме етапно едно по едно, сега може да дојдеме и до Creative Hub, па после да се вратиме на сето што саме да го збориме, што го почнавме малце пред подкастот, да ја фатиме и таа тема. 2023 се приклучуваш во тимот на Creative Hub. Да. Што моментално правиш таму, како се одвива таму работата? Како дојде до таа соработка? На кратко и тој дел да го фатиме. Мојата приказна со Creative Hub е баш интересна. Мислам, јас како човек сум генерално некој што стварно сака да споделува знаење или уште повеќе практично знаење, би рекол. Така да бев исконтактиран од Creative Hub
ни треба некој си предавач за таа и таа тема, па започнавме, нели се имав состанок со Аријана, се одлучивме окей, дека ја ќе почнам за тренинг и развој на вработени, пошто тоа и сум го работел, бев одговорен некои си 5 години за тренинг и развој во компанија, но сега ова требаше да предавам на студенти. Ми беше огромен предизвик, ама исто така многу интересен предизвик. Дополнително на тоа започнав со фриленс модулот, нели фриленс регрутација, како некој од човечки ресурси да може да започне. Така да тука започнува прикасаната со Creative Hub, а денес моите, би рекол, модули се проширија, така да од целата академија која што е 8 месеци, ја предавам некои си 2 месеци, регрутација, селекција, онбординг, тренинг и развој на вработени. До сега ми е огромно задоволство да споделувам знаење, па се надевам ќе биде тоа корисно за сите студенти во иднина. Така во информациите тука што ги имам, јас исто така е дека си топ оценат од студентите, дека има доста добар фидбек за тебе, дека исто така и некои од студентите и доста проекти добиле директно преку тебе и преку твоите насоки уште повеќе веројатно што ги добиле. Ева се ајде во која тема да влеземе, како да направиме, дали да влеземе во фриленс или во регрутација, ајде мене ме интересира тој дел. Преска ти спомнав на тебе дека наш човечки ресурси на некој ќе му звучи доста прозаично како скил, ќе рече што е сега човечки ресурси, тоа е вчера баш со Бојана се смеевме, кадарско, како што се вика од држава. Кадрово. Сега факт е кој може тоа некој да го негира, факт е дека тоа станува доста битен сегмент од целиот склоп некако во секоја фирма. Така. И дека се бара доста, па ме интересира како ти би ја продлабочил таа конкретно твојот предмет регрутација. Што е тоа регрутација од твоја некоја гледна точка, како некој што се бави со тоа професионално? Па ја би започнал со една... И што е тоа што го пренесуваш, еве да речеме како на студент, да ми пристапиш, да ми го објасниш, за да биде баш како почнува тој процес да се објасна. Океј, ова се и повеќе прашања, да ќе стигнам како да го пренесам. Мене сите прашања ми се микс од прашања, сеќаш одлучувам како поставам, одлучувам баш интересно мислам. Ова е пример, ако имаш толку многу прашања да можеш да ги поставиш на човек, ама тој човек да треба да го бркаш за некоја си позиција во твојата компанија, ова бил одличен пример што е регрутација. Тоа е тоа, прашуваш цело време и дополнуваш прашање. Би почнал со еден како мини факт, би рекол. Во 2018 јас правев као истражување на LinkedIn колку има луѓе во Македонија во сфера на човечки ресурси. Тоаш бројката беше околу 200 луѓе. Денес таа бројка се зголемува за 8 пати и во Македонија имаме скоро 1500-1600 луѓе во регрутација и човечки ресурси. Така да не е само кадрово, што било на времето, или кадрово е некој кој што одобрува дали некој оди на на одмор или некој е болен, па се даваат денови отсуствие до тоа. Денес се проширува и во многу други сфери, праење на договори, регрутација на кадри, тренинг, развој, онбординг, тоа е првиот чекор кога некој ќе дојде во самата компанија и многу други домени. Така да сега кога сме и кај регрутација и селекција, тоа е еден од модулите кои што јас го предавам во Creative Hub. Ова е за мене барем еден од најинтересните делови на човечки ресурси. Сега, кога сме кај регрутација и селекција, не можам да зборувам за регрутација и селекција ако не зборувам за продажба и за маркетинг, пошто е многу потесно поврзано и со овие две дисциплини и со човечки ресурси. Така да, регрутација, наједноставно кажано, е процесот каде што се пополнува една отворена позиција во некоја си компанија. Одговорност на еден регрутер или talent acquisition specialist или sourcer, така и може да се каже, е пред се да ги донесе квалификуваните кандидати од точка А, почетна точка каде што никој не е свесен дека постои оваа позиција, со пораки на интернет или мини замарање би рекол, се додека некој потпише договор во нашата компанија и дојде да работи. Тоа е тоа. Тоа и е кога размислував за модулот регрутација и селекција. Го дизајниравме заедно генерално на гледајќи преку два аспекти. Кога станува збор за едукација, како јас ја пренесувам, првично размислувам на the why или зошто. Така да кога ги правиме вежбите или презентациите, сакам првично да пренесам зошто се прави нештото, а не само теорија како би се правело нешто. Така да секогаш тргнам генерално од зошто. И втор аспект, кога
барем го дизајнирав овај модул, земав дали на кариера, дали на вработување, дали на LinkedIn, отворив огласи, што се бара кај некој рекрутер во Македонија и во странство. И гледам во requirements, нели, во побарувања и во одговорности, овој човек да е способен да прави тоа и тоа, го поврзав тоа со моето искуство што знам јас и го склопив во еден модул. Така да, кога некој ќе дојде да го учи ова од мене, ги учи уствари responsibilities или одговорностите на некој што треба да ги работи во нив. Така. Тоа е тоа. Мислам дека доста добро го разложи. Може некој ако превеше премногу јако темпото, може да си го наврати, пуште еднаш да го слушне, ќе му стане, верувам, целосно јасно. Верувам дека со ова би кажал дека самиот склоп што го имаш направено некако, предпоставам, прилагоден заедно со Аријана, да биде за секој. Да. Тоа е многу битно, спомнејќи често и тоа прашање се поставува баш со Аријана, тоа го комуницираме, што е за кој. По претходната епизода со Бојана зборев, нели, да се насочи секој да види што е за него. Мислам дека баш во твојот сектор и во модулот кој предаш, дека може доста луѓе да се пронедат. Да, дефинитивно мислам, не треба некој си предзнаење за да се во таа пријавиш смисла, за регрутација и селекција. Или некој скриен талент да бараш за да почнеш со тоа, да. Дефинитивно огромна желба за учење. Мислам, многу пати сме слушнале како quote easy to learn, difficult to master. Исто е за рекрутмент. Дефинитивно лесно е да се научи, ама денес со подемна технологија, толку многу нови алатки има, стварно е многу тешко да бидеш еден од најдобрите, затоа мора да континуирано да учиш. Ама со себе е доволно да започнеш, или со ментор, со академија, со некаква едукација за да започнеш како рекрутер, пример, или во HR. Така, рекрутер и HR, таа тема ја офативме колку што можевме во временскиот рамк. Сега една поинтересна тема, една по-шкатливо зборче што би рекле, тоа е фриленсингот. Так. Ајде таму како се настапува, таму што подучуваш некој на модулот, како да се излезе на таа фриленс сцена. Океј. Ајде тоа некако од твоје гледиште. Самото зборче, нели, пошто реков дека сакам да започнам со зошто, the why, така да се пробам да направам една мала паралела со тоа што се случува сега во светот, генерално како се вклопува тоа со продажба и со фриленс, пошто до некаде е занает. Мислам, доколку, нели, тие што и не гледаат, најверојатно слушнале за тие некои си гуруа кои што се дали на Instagram, дали на TikTok, на Reels, како, не знам, Алекс Хормози, Грент Кордон. Така, мислам, тие се луѓе кои што кажуваат дека без продажба или без sales, Гери Ви, да, без тие луѓе ништо. Викаат дека не можеш никако да успееш без продажба. Сега, дефинитивно, да, ама ретко кој ни спомнува зошто. Може треба да се купат сиденивни курсеви за да сватиш зошто. Сега, зошто ни треба нашата продажба е за да може да добиеме клиенти или да може подобро да се продадеме во едните клиенти. Сега, знам дека овој збор продажба за многу луѓе влева страф, како и за мене, пошто ја по природа сум некој си математичар, сакам да си играм со загадки или со нешто така. Но вистината е дека продажба имаме во секоја наша интеракција со сите луѓе кои што ги имаме. Така да продажбата е повеќе спектар од 0 до 100% и секој ја има, не е дека ја немаме. Само што за да се почне фриленс и да работиш на своја рака, мора да си способен некако да се испромовираш себе си или да успееш да ги задоволиш побарувањата на клиентот. Така да за фриленс би почнал од тука. Сега секако мора од таму да се почне, мора за да се наречеш фриленсер, мора да ставка да исполниш да се условно кажано, нели, продаеш како слика, како бренд, како тоа што го нудиш и слично. Да. Понатаму после тоа? Понатаму кога сваќаш овој како концепт, нели? Сваќаш и дека до некаде фриленсот е занает, зашто почнуваш да учиш сам. Не е некоја си професија која што ја учиш во компанија, нели? Ке земам тука Upwork како една од големите платформи, нели, јас спомнав и барањето на менторство дека е многу добар начин за да се започне во фриленс кариерата. Мислам, генерално јас така започнав, но сега, да се вратам пак и на продажбата. Пример, на Upwork имаш некој си оглас, ми требаат, пример, електрични инженери, некој да ми најде во Хамбург во Германија, така. За ние да пристапиме кон тој оглас, треба да смислиме некаков си предлог за работа. Тука треба да го потребиме тие некои си вештини. Сега, ќе дадам како мини совет, генерално ова го научив
тука беше во Македонија една презентација, еден извореден говорник, мислам дека е многу добар концепт за било кој што сага да работи во продажба. Тоа станува збор за рапор или воспоставување на рапор со клиент. Дали пишано или говорно. Едноставно, за да се воспостави рапор, треба да се следи тонот на пишуваното или на оралната комуникација и да се возврати со сличен тон. Генерално е тоа. Така да доколку еден оглас е напишан совршено, без никакви грешки, нема емоджиња, нема смајлиња, така, и ние го вратиме со предлог кој што не изгледа озбилно, не сме воспоставиле рапор. Тоа е генерално основата за почеток на таа така наречена писмена комуникација, кога бараш клиенти. Колку опсежна тема. Ме фаќа страф искрено да почнеме подлабоко да влегуваме во неа, бидејќи има толку што да се каже. И на кратко, ајде сега би сакал тебе од една друга перспектива да те представам. До сега некако ова што го фативме, бидејќи нели брзаме со временската рамка, но нормално ќе дадеме повеќе содржина во помал временски период, така да не се флешат гледачите. Се од другата страна, Давор како топ-рейтед фриленсер. Добро. Ајде од таа страна малце да офатиме што подразбира тоа топ-рейтед фриленсер. Okay. Како е тоа се стане, бидејќи еве сега спомнуваме tips and tricks, треба продажба, треба се, знаеш, луѓето сакаат и оне, знаеш, момент да го слушнат од некој што, знаеш, пише го направил, тоа е веќе топ-рейтед. Добро, кога зборуваме, ти го работиш и тоа регрутација, напоршно и мене ме збуни малце, сега да не ги збуни и гледачите, пред малце и примерот што го даде, дека конкретно што мене ми беше исто, викам, кој, знаеш, на Upwork има регрутација да работиш, ми беше чудно на некој начин. Ти работиш тоа напор. Ајде од таа страна некое твое излагање. Супер вовед за ова. Нели, кога зборуваме за Upwork, кога креираш профил, немаш никаков процент на успешност на завршување на своите задачи. И сега, првата задача или првиот проект е генерално тежок да се фати, ама дефинитивно не е невозможно. Може на тоа да се задржиме првиот проект. Имаме тука еден брз совет, нели? На Upwork има луѓе кои што сакаат да се завршат своји докторски студии и ги постираат како проекти истражувањата. И сега вие кога одите на Upwork, побарајте во search на проекти, research или некои си проекти кои што вие треба да дадете мислење или да оцените софтвер или да оцените апликација. Генерално тие се тие први проекти кои што ги фатите за да ви дадат оцена на профилот. Кога ќе имате, нели, 5 звездички, исполнето на самиот профил или 100% job success rate, вториот проект е многу полесен. Така да, накратко, барајте кратки проекти кои што може да ги заврши секој. Не би скокнал и колку и да имам искуство, пример, ја 10 години во човечки ресурси, не би скокнал на најкомплицираниот проект, би земал нешто едноставно кое што сум сигурен дека ќе можам да го завршам. И тоа би го зел како прв проект. А тоа може исто да помогне, например, ти ако си во друг некој сектор, еве конкретно со research, може така, например, како иде тоа напорка, вака бидејќи ти си доста време од тоа, баш си онака навлезен. Например, сега јас сам да пробам после нешто покомплексно или некоја друга бранша, а да почнам со нешто друго, тоа шалтање на или пак некако звездички да се победни, тој success rate некако. Звездички да се победни. Има една опција, тоест еден беч кој што го добиваш на Upwork, се вика Rising Talent. За да го добиеш тој, треба да завршиш успешно еден проект. Не е битен проектот во кој домен ќе биде. И да сакаш да почнеш во графички дизајн, фати некој едноставен проект, може да биде data entry, може да биде внеси ми податоци во листа. Не е битно. Битно е да добиеш некој иницијален фидбек. Тоа е тоа. За да првиот майлстоун е некако тој Rising Talent да го добие. Па од таму почнува. Ајде сега твојата приказна пак би надоврзано тоа. Почна преку тоа, понатаму? Да, еве тука мислам дека испомна претходно со студентите на Creative Hub. Заедно ние направивме профили. Секој може да направи профил, не е нешто, се регистрираш на веб страната. Додека, нели, траеше 2 недели фриленс курсот, една од студентките аплицирала на ваков некој си проект за истражување на некоја си апликација и го доби проектот. Тоа се случи во 2 недели. Во 2 дена беше, мислам, после генерално првиот час. Чепкала на Upwork, пуштила предлог за работа, си фати проект. Тоа е тоа. Се случува такви работи. Да. Значи технички нема правила. Малце во фриленсингот. Па да, фристайл е. Фристайл дефинитивно. Не само Upwork, ти клиенти може да најдеш било каде. Така, не е единствено како опција.
после оваа епизода ќе морам да ја предложам и на Рене малце да го прошириме и форматот во кој ги снимаме овие саксеси. Сега ако влеземе наиш подлабоко ќе изоставиме некои прашања за да дојдеме до финалето, ќе го пробиеме временската рамка, ќе ја пробиеме. А ја сакам уште за нешто да те прашам што мене исто интересно. И прв пат се соочувам со некој од Creative Hub кој е во тој сектор вмешан, да речеме, тоа е Creative Hub Career Coaching-от. Така. Што се случува таму, како изгледа тоа? Океј, да, во делот на Career Coaching, или би почнал што е Career Coach или Job Search Coach. Career Coach, како секој ментор, ти е некој кој што ќе ти помогне да најдеш работа. Често тоа е некој може што ќе ти помогне да се спознаеш сами од себе си, бидејќи не сите од стар знаат кој што сака или што не сака. Прво имаме идентификација на слаби и силни страни, тек после како Career Coach им кажуваш на луѓето како подобро да направат резиме, како да бараат огласи, но најбитно нешто која е некој career coach е да ти даде mindset, би рекол, или начин на размислување. Пример, career coach... Тоа следи, извини само што те прекнав, после завршување на академијата, во кој сегмент е career coaching? Ова се случува додека се студентите и на академијата. Аха, значи паралелно е тоа. Кога бараш работа, тоа може да биде процес од 3 месеци. Да. Ти треба да почнеш 3 месеци пред крајот на академија со време да почнеш да бараш работа и да го стражуваш пазарот, би рекол. Така, значи на кратко career coaching е тој некој tips and tricks еве за студентите што се при крај аплицирање на оглас и слично нешто прво што ти доаѓа на памет. Океј. Треба тука малку да се осврнем на трендовите. Денес имаме повеќе апликанти од огласи. Тоа значи дека повеќе луѓе ќе бидат истовремено заинтересирани за некој си оглас. Така да tips and tricks би рекол тука, кога ќе најдете оглас, било каде на страните, ќе употребам LinkedIn како пример. Најверојатно на тој оглас може да видиме кој е тој човек кој што вработува. И сега Рекрутерот. Да, може рекрутер, hiring менаџер, директор, газда на компанија, нели. Не сакаме да аплицираме директно, зашто така ќе не стави во кош со сите други. Ако има 150 луѓе за апликанти, не сакаме да се такмичиме со сите, би рекол. Затоа ќе побараме кој е одговорен за вработување на таа позиција и ќе пристапиме директно до тој човек. Тоа е мој совет. Не мора секогаш да се аплицира. Одиш го читаш огласот, пример, знаеш дека си добар или добра за тие и тие работи, пишуваш: Давор, видов дека вработуваш за оваа позиција, јас мислам дека супер сум соодветен заради тие и тие работи, нели го читаш огласот, правиш меч, би рекол, со своите добри и силни страни. Супер би било да се слушнеме, да видам дали да влезам во процес кај вас, оставаш бројче. Така че малку подиректно да шорткат, малку се прави, директно да се пополни позиција, зашто така покажуваш дека пред се си истражил за компанијата, си сватил зашто би бил добар и некако си нашол начин да го исконтактираш одговорното лице. Така. Ако не можеш да ќе платиш LinkedIn премиум и ќе среда таа за Па да. Се шалам. Ајде сега сам уште нешто да спомнам интересно, ти веќе го помина некој процес 10 годишен, работиваш што ги збориш се некои научени во текот на тие 10 години твои кариерни. Ме интересира твое мислење на тоа колку би ти помогнале моментално овие академии кои ги нуди Creative Hub, конкретно за твојата бранша, пред 10 години. Колку шорткатс гледаш ти моментално и предаваш, сега може неблагодарно да те врачам во таа страна. Како гледаш на тоа? Да ги имаш сите овие сега ресурси, таа целата поставеност на академијата и слично, 10 години кога си го почнал целиот твој пат? Процесот ќе се убрза 10 пати, би рекол. За да го добијам јас знаењето што сум го добил денес, бидејќи сум истражувал на свој рак. Прво, немаше до тогаш толку рекрутмент, немаше до толку фриленс. Тоа што сум го научил јас во 5 години, сега некој го учи во пола година, во година дена. Така да преку едукација, преку менторство, преку академија, земаш кондензирано, склопено знаење. Тоа е многу добро, зашто не треба да учиш на своја рака. Ако учиш на своја рака, тоа се многу сати. Тоа е некогаш многу инвестирање. Но, сепак, некој си сака во ред, убаво. Ако сакаш начин кој што е посигурен генерално и работа со менторство, академија е одлична можност. Пред 10 години мислам дека немаше скоро никаква академија за регрутација, па камоли за дел за фриленс, би рекол. Денес едукацијата мислам дека треба да си иди паралелно
и со работата, ова е дополнително. Паралелно со седа. Да. Сега сакам да се надоврзам на нешто што го фаќаме на крајот на секој од овие Next Gen Successes, а тоа е баш во претходната епизода малце повеќе застанавме на таа тема, дека доста луѓе решаваат да ја променат да направат таа кариерна трансформација, да ја променат својата кариера, мислат дека можат повеќе, дека заслужуваат нова околина, подобра плата итн. Ти ја представуваш тој сектор на човечки ресурси, твоја некоја порака за луѓе кои својата кариерна трансформација ја гледат во секторот на човечки ресурси. За крај, нека виде тоа. Okay. Ми спомнај дека имаш и нешто додатно за крај, еве, предпоследно нека биде. Да, имам. Мојата порака за некој кој што сака да навлезе, нели, во секторот на човечки ресурси, да се пробам да биде 3 совети да бидат. Прво, бидејќи се човечки ресурси, ни треба најголем фокус на луѓе. Мора да учиме од нашата заедница, од нашата комјунити. Така да кој и да сака да навлезе во оваа сфера, пред се влезете во сите организации, HR организација на Македонија. Заследи ги сите топ voices на LinkedIn. Заследи ги тие што се лидери за размислување во таа сфера. Второ, убаво би било, нели, покрај што си член на таа заедница, бидејќи сме човечки ресурси, ова е 2024 година. Треба да се следи технологијата. Имаме толку многу алатки денес што ќе ни помогнат за да повеќе се фокусираме на човечкото. Би рекол сега. Бидејќи во човечки ресурси, тоа е тоа што вреди. Тоа се тие некои си емоции кои што се пренесуваат од луѓе на луѓе, така се донесуваат одлуки. Супер што има вештачка интелигенција денес, но генерално тоа само ќе ни помогне за ние да ја направиме работата. И трето нешто за успех на некој, би рекол, кој што сака да влезе во оваа сфера, е да се има интерес за луѓе. Да се има интерес за луѓе, да сакаш да анализираш генерално луѓе. Тоа ти се 3 генерални начини. Така да учиш од својата заедница, ги употребуваш сите технологии кои што се надофат денес и некаков си интерес за луѓе. Одлична порака. Сега ќе те оставам да кажеш нешто за крај. Ми спомна дека имаш некој код кој сакаш да го кажеш за крај. Да. Тоа ќе биде на некој начин и последното од мене спрема тебе, во случај да не развие некоја дискусија додатно тој код. Така што баш ме интересира што имаш за крај да кажеш, ново снимање. Ќе видиме, се трудев да најдам некој код кој што до некаде ќе опфати се и човечки ресурси, можда повеќе фриленс, можда повеќе продажба. Така да квотот е следен, ќе го кажам прво на англиски, после би го и продискутирал на македонски. Така да quality or a service is not what you put into it, it's what the client gets in return. Така да ова беше спомнато од Питер Ф. Дракер, ова е татко на модерен менеджмент, стварно стар квот би рекол, но гледано на овој квот е дека за кога работиме со луѓе и со клиенти, дали фриленс, дали обслужуваме некоја си компанија, не се секогаш битни саатите ние кои што ќе ги потрошиме од таа компанија, туку кои се резултатите што ги дадеме, ќе ги дадеме на таа компанија, на тие луѓе или на тие клиенти. Така да фокусот кога се работи дали во фриленс, дали во човечки ресурси е сепак на резултатите и што некој ќе добие од нашата работа. Добро, јас уживав во овој разговор денес. Беше мило што се запознавме, што поминавме 30 минути на оваа подкаст маса во Next Gen Successes. Се надевам дека не е последен пат да се видиме. Фала ти што дојде. Ова ми е огромно задоволство, благодарам и за можноста да бидам тука. Мислам дека 30 минути, ако беа стварно поминаа пребрзо, повеќе од 30 веќе стварно живо, па се надевам дека ќе има користи. Некој може ќе си фати проект, некој ќе смени кариера. Така да со среќа на сите. За секој ќе има по нешто. Фала ти уште еднаш. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање, пријатно.